Сигурен си кога вака се чита? Да бе, латиница убаво си пишуе. Ајде да почнем. Да. Добра. Може? Ајде почнуваме и ти одма почнеш у средна камера. Сигурен си дека вака се чита? Да бе, латиница убаво си пишуе. Да бе, да, тоа е. Леканок, поцитувани гледаци и голем поз. Вие гледате вчерашни новости на Канал 5 на само 2 дена по големиот празник Кирил Методи. Нека ви е цестито. Нека ви е цестито и од мене. А кој друг ќе ве носи цекор за ците ако не ние, вашите водители, презентери, гуруа, водаци, лидери, презентери, гуруа, водаци. Престани, Николевски, нема да остане време за емисијата. Еве што ќе гледаме. Во каков бизнис овој пат се впуштија обновители? Дознаваме како поминува едно тестирање на функционерите. Тишина тамо позади, ова е тест, не е пазар. Вчерашна историја. Менде Гибнатио за пчеларските работи. Значи, јас ги сакам пчелите. Не касна една... Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Ова лето ќе се памти, со савана сите одмори се сладки. Море сино, песок, плажи златни. Кажи само каде сакаш ти. Со савана, ова лето ќе се памти. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Сончевата енергија е бесплатна. Соларни колектори Соларико. Енергетски ефикасни. До 70% заштеда на енергија за топла вода. Поддршка на системот за грејење. 10 години гаранција. Соларико. Центар на вашиот систем. Сертифицирани од Din Solar Kimark. На 23 мај традиционално беше обележан Денот на власите. По тој повод и вчерашним го честитаат на власите овој ден со брза честитка за да не трошат многу струја гледајки. Не честито власи, а ние одиме понатаму, Ацо? Согласно договорот од Преспа, нашиот јужен сосед е задолжен да го чува небото на државата. Па затоа за прв пат и впрочем, а богами и воедно, успешно, грчки војни авиони прелетаа над македонското небо. А прелетот успешно го наблюдуваа македонските единици за безбедност. Овој прелет го следеа и многу генерали на нашата армија кои беа видно возбудени од случувањето и заедно викаа Чичко пушти летки, на што грчките пилоти пуштија летки со најнови пакет аранжмани за лето 2019, полупансион на полуостровот Касандра до 150 евра со превоз, полупансион за само 115 евра, за четворица во Лептокарија, Вила Александрос за 75 евра на само море и all inclusive во српското градче Никити. Сепак ни ова не можеше да помине без инцидент.
Како што дознаваме, авионите на грците биле пресретнати од стелт авионите за комарци на Шилегов, па влакно фалело да дојде до судир. Причината лежи во тоа што и грците не ги виделе авионите за комарци, исто како што не ги гледаат ни македонските граѓани. А ние продолжуваме со вчерашни. Од Министерството за земјоделие, според најавите, дознаваме дека земјоделците се поблиску до одамна ветената зелена нафта. Ланчо беше на терен. Студели, ладно ли бе? Да, само секунда. Од десната страна е представникот од Министерството за земјоделие, од мојата лева страна е оваа напатена душа земјоделецот. Се наоѓаме во Вавуко во село Ќофтани. Ќофтеник, добродошли у село Ќофтеник. Моје село е тоа. Фала ти. Можев да бидам во Будимпешта и да направам интервју со Груевски, можев да бидам на сајмот во Женева, на сајмот за автомобили, но ете, судбината ме донесе во ова мочани село Ќофтани. Добродошли у село Ќофтеник. Моје село е тоа, лепше од Париза. Така е. Кажете ми, дали ќе има зелена нафта за земјоделците оваа година? Да, нормално нели. Добро, зошто? Па видете, ние како Министерство за земјоделие, нели, секогаш се трудиме да излеземе во пресрет на земјоделците и да им го разубавиме животот, нели. Така да и оваа мерка е во таа насока. Да, супер. Вие што очекувате? Чекај да го стави. Ајде. Па да ти кажу право, само на тој се надам ја. Душа, ја. До тука ми дојде од овај црвена нафта. Овие викав ќе донеле некој зелену там, па да го пробамо да го пинемо. Да измешава малку кад ќе пинеш едно оваква, едно онаква, друго е. Јас ќе зему и коктел ќе пробам. Чисто да се смени нешто. До овде ми дојде црвена нафта, не пију више. Имате ли да го запрашате нешто представникот од Министерство за земјоделие? Од земјоделство ли е? Да, он е министер ли е? Не, министерот он е представник, но ако имате прашања сега за тоа јавно го правиме ова. Па да го прашувам. Што да го прашам? Кад донеа од овие зелени нафти тој да пинемо, ако може да пушти некоја субвенцiju за цевчиња да купиме, да насадиме, па да можеме полесно да пинемо. Друго е. С цевко е друго. Да, нормално ќе се потрудиме, нели, да има и субвенции за цевчиња. Ете, драги гледачи, као што може да забележиме, тука владее хармонија помеѓу Министерството и земјоделците. Мислам прекрасно. Толку можам да кажам, а ние за сега се одјавуваме од село Ќофтани. Добродошли у село Ќофтеник, да пинемо. Еве сега ќе те измешам да пробаш. Не пијам. Ој, па и ви боју какви има. А од моќ Ќофтани предлагам да се преселиме на некоја друга тема. Јецо? Минатата недела, според сите христијанско-православни обицаи, почна со работа најдобро премениот паркинг на територијата на Скопје со неверојатна местоположба во строгиот центар. Како оди работата, а воедно и наплатата, гледаме во продолжение. Нешто ке те питам, Борче, право да ми кажеш. Кажи ме попешо. Многу фина песна. Певе му уштерија, Борче. Така е, пречекај го. Добар ден, Чедо. Како си? Попеа за малиот сема пак. Добар ден. Добар ден. Се плаќа овде паркингов? Елај си надвор, Чедо Божи, излези од светиот автомобил, ќе се договориме. Ке може, извини, хауба да отвориш само. Молим те. Одлично. Многу добро ауто си зел. 2 сати го вртам Скопје, барам паркинг, место нема и нема. Полека, момче, не се нерве, па Бог затоа те прати кај нас на овој црковен паркинг. Па ова најдобриот паркинг во градот. 24/7 има надзор врз човеку. А за верници како тебе имаме посебна тарифа и посебен третман. Борче, ајде ако сакаш да мала демонстрација. И успокои го гласот. Најбезбеден паркинг во центарот на градот. Колата Бог ти ја чува, не ти треба каско. Света вода во брисачи. Испеани свеќици. Од тројца владици. Благословено масло. Со омилениот светец на ретровизорот икона. Со богат сигналот е најдобар. Крстна антена. Шо кошта? Чедо, колку имаш, толку остави. 1000 минимум, како ме колку остави толку. Макни рака. Фискална камо? Чедо,
Според член 5, алинеја 74 од Законот за оданочување, Донација не се оданочува. Честитки за паркингот од вчерасната редакција, а ние продолжуваме со вестите во оци празникот на кирилицата. Елена? Ацо? Елена? Ацо? Елена? Ацо? Елена? Продолжуваме со вчерашни. Дојде време за незаборавните, најрелевантните, неславните кикири какара вести во кои што јас и Јецика сме во спотлајтот. Јецо, пукај! Во Зимбабве неделава беше уапсен пастор Тито Воц за наплаќање на карти за влез во рајот од дури $500. А кај нас МПЦ наплаќа за место на земјата, како карта за паркинг. А сега одиме со втората вест, извадена директно од македонските портали. Мамо, го видов Тарзан. Дете во Охрид мислело дека Владко Плевнеш е Тарзан. ГТЦ израсна во светски трговски центар. Ова се зборовите на директорот на ГТЦ Ѓоко Трајчевски. Ајде па до година на дипломска да му одиме. Четврта вест. Охридски комуналци бркаа конј за да не го уништи паркот. Па кога го стигна, почна да бркат и локалната самоуправа. Реши ја пушта и шпица ке се убием од смеење. И така натаму. Мислиш ке знато ти беше она синоптичар прошлиот пат? Бе седи кој ти гледа па ти тоа уживи. Седи снима кај. Превирања во Струскиот пасалук. УНЕСКО реси дека Охридскиот регион конечно треба да се прогласи за загрозен. Светското културно наследство виси на конеч. Ова иде конец. На оваа тема посироко истразува се Насиот Ланцо. Да, така е, студио се наоѓаме во бисерот на Македонија, тоа е Охрид. Во моментов имаме официјално образложение и став околу целата ситуација во Охрид од УНЕСКО. Вели вака: несоодветна градба со несоодветно урбано развивање и експлоатација на брегот, зголемено загадување, нарушување и уништување на животната средина и неконтролиран урбан развој предизвика силен притисок од туризмот. Ова е образложение од УНЕСКО, а овде тука ќе добиеме сега образложение од нашиот познат господин Климе. Се извинам, Климче, што имат? Ништа 15, што да имат. Што да ви речам, без свие е кажено 1000 пати. Охрид пред очи ни се топи, тоа е. Добро, кој ви е првиот чекор? Кој ви каже боти со чекори дека ги тоа? На тепка го погоди. Браво. Првиот чекор ќе ни биде да се формира Сдружение за заштита на езерово. Да се сите што се политички партии што се заинтересирани овде да градат околу езерово, да ловат пастрвки, да загадуваат тоа све на црното, ќе му дајме прво дома еден аквариум да го чуваат. Па прво аквариумов да видам дали ќе инвестират во филтри, во мрежи, во тамо други работи, па кога ги преживеат рипчината, тогаш одиме веќе на следниот чекор. Аха, значи тоа ќе знаеме дали може да го управуваат диамантот на УНЕСКО. Чекај, море, не брзај, тој е следен чекор, има друг чекор пред тоа. Кој ќе го направи тоа со аквариумот, ќе му го дајме прво Треска езеро, но што е Скопје, тоа 40 години старо езеро, тоа да го порибет, да го пошумет, па кога ќе можат да го стопанисуваат, тогаш од 40 годишно езеро ќе преидат на 2 милиона годишно езеро што е бисером на Македонија овде Охрид, тогаш па тука можат да се стопанисуваат. Има ова логика. Нормално имат, ние само со логика работаме. И со кајчина, со сопчина и така. Туку соба да не ти треба за лето ово. Не, уплати стан лагадин. Што уплати стан лагадин? Да, уплати. Ај, бегај од тука и ти со камера, тргај се, ајде го. Се налјути. Ете, драги гледачи, од сето ова може да добиеме само еден заклучок, а тоа е дека рибата смрди и од главата, и од устата, и од перките, и од опашот. У глобала рибата смрди од секаде. Те слушам, риба спомна нешто. А ти треби риба, брачет мисля да се пастрмка, белвички, како е свет, слушаш? Студио. Во градот на клавирите, Битола, покрај надалеку познатата Хераклеа, беше откриено ново археолоско наоѓалисте. Според археолозите се работи за откритие кое што најверојатно потекнува од камената доба. А во оваа наоѓалисте, попознато меѓу народот како рек Битола, всусност е стациониран најголемиот производител на струја во нашата земја.
Според податоците, филтрите за воздух на рек Битола не се променети или реконструирани цели 37 години, поточно од 1982 година. Од владата најавија дека веќе е распишан тендер за прослава на јубилејо од 40 години без реконструкција и сервисирање на филтрите, на која треба да настапат многу еминентни домашни имиња, а веќе за јубилејот полојна век се најавуваат и странски звезди. Со уште една интересна сторија од сферата на тоа што му текнало неделава, посто никогаш не знаеме од каде ќе се јави. Овој пат менде ќе се јави од пцелите, а јас како пцелар аматер едва и цекам да ја видам сторијата. Менде ги бнатио и пцелите. Ајде, многу уба најава имам. Како не англичанецо што беше Боро, Атен. Не знам како се викаш. Оди бе камерата? Ќе ја шириме пораката од цвет на цвет, прво субвенции, после джем. Мед. Мед. Пчела во овој краток, но плоден живот, знај без патни трошкови да помини и до 500 километри за донегва джем. Мед, извини, ој мед. Убав. Мед. Мислиш ке знато ти беше она синоптичар прошлиот пат? Бе, седи кој ти гледа па ти тоа уживај. Седи да снима каде. Колку се важни пчелите за преживувањето на човечката раса, ќе го запрашаме пчеларо Јанкула. Пчеларо Јанкула. Така, значи, пред да ви одговорам на прашање, морам да ви кажам дека мене ми падна секирата во медот. Уба метафора за тие што се занимаваат со оваа професија. Не бе метафора, каква метафора, гледај, ми падна секирата во медот. Дојди да видиш. Секирата е во медо, падната. Јанкула, од Министерство за земјоделие, ова година ве поддржа вас пчеларите со сите можни субвенции. Како то се одрази на вашето производство на джем? Извини, мед е тоа, мед. Значи, М-Е-Д. Аман се не ќе се онегваме за еден збор од преге, джем, мед, исто е. Задоволни сме, конечно луѓе сватија колку се битни пчеларите и пчелите општо за животот, за здравието. Мислам дека сите ни е јасно на нас дека ако немаме пчели, немаме луѓе, немаме живот. Да се напиеме млекце. Живели, ајде. Мислам оти јас пиев преги од таја, ама ајде за камера. Живели. Јанко, нешто ги ти велев? Врска нема на поговорката мет и млеко. Царевата ги извај фонде. Потивко, љуби ги пчелите. А оди да и љубам бе човек. Ќе го извам ово ти, не ми се гледа убаво. Како се онегвате со пчелните семејства, оти сите знаеме дека семејството е на комплицирана работа. Со многу и пак ќе повторам, многу љубов. Значи, јас едноставно стојам до нив и ги сакам. Значи, јас ги сакам пчелите. Да, ме касна една... Она те бакнува, не те каса. Абе, види оде да ме касна. Само калова са, кал за сил. Маре, дај кал донеси. Калче малце. Дедо ми велеше ти со урина да се... Да измоч, бе, до се клекни. Уба, одјава им. Нека ова позитивна мерка на Министерството за земјоделие биде пример како треба да продолжи во градењето на уба и органска државичка. Органска државичка. Да ни потечи и нас малку джем. Абе, какви мед бе, мед. Не джем и млеко, мед и млеко. Доста од преге туку онегаш бумбар еден. Исто е джем и мед. Како би исто? Извини, извини. Ела да виж дали сум искасан многу. Абе, доста. На зумба треба да одам после оти. Значи, ова мора да ја кажам кој што треба, човече. На најубава кирилица код мајка родена. Ќе видиш.
Откако НАТО ни ги отвори ширум портите, во АРМ започна процес на засилена професионализација, едукација до усовршенизација, односно модернизација на воените сили. Реформите започнаа со агенциите за обезбедување, кои ќе ја чуваат војската, а се очекува во редовите на АРМ да се вработат атлетичари, и тоа во пешадијата и ловџи како снайперисти. А за несто повеќе се вклучуваме од една нова касарна која сака се да остане анонимна. Од друга страна на линијата е генерал мајор Војце, кој ќе ни каже несто за реформите во армијата. Војце, дали се слушаме? Абе, што се случи? Каде ми отиде соговорникот? Значи немаш врска, Ацо, да видиш ја какви врски имам. Хе-хе. Ајде бе, нека сврти побрзо. Ало, Војче? Да? Генерале, дали нашата држава е безбедна? Па да. Дали тоа се должи на заедничките вежби со НАТО? Појма неам. Океј. Дали таму, слушам пукање, имате вежба некоја? Не, свадба има тука у близина. Дали зборувам со генерал Војче? Не, девојче, ова е агенција за обезбедување лица и касарни Феникс. Грешка имате. Се случи греска, а ние продолжуваме со вчерасни. Иако многумина ги критикуваат институциите поради тоа што студентските домови се распадzaат, ново истражување вели дека ова може да има позитивни ефекти. Да видиме за што станува збор. Според истражувањето спроведено помеѓу студентите што поминале 4 или повеќе години во студентските домови во најлоши можни услови, статистиката вели дека од 215 анкетирани студенти, 70 се запишале на економскиот факултет, 58 на правниот факултет Јустинијан I, 20 на новинарство, 30 на технолошки, 11 на факултетот за биологија и 1 за катедрата за географија. И што има се ова врска со лошите услови на студентите по домовите? Не знам, не ме интересира, не е ни важно. Студенти се, не дека се некои граѓани од прв ред. Тоцна си. А ние продолжуваме со вчерасни. Ацо? Барането на дуи наместо метла да има тестови за користене на дрога, корупција или можен рекет кај функционерите, веќе се имплементира. Вчерасни беше на терен на едно место каде што се прават овие тестови. Се наоѓаме во испитниот центар Бајрам Амди, каде што во тек е тестирањето на функционерите. Затоа дали се бават со рекет, дали се корумпирани, дали користат дрога. Како и таа, да видиме како тече тестирањето. Тишина тамо позади, ова е тест, не е пазар. Ако ти примиш мито, некој ти даде мито, кој ќе иде у затвор? Никој. Ќе го подмитиме и судијата и ќе ја заташкаме таа работа. Шо знам бе, ова не ми е за пролазна оценка на мене. Ај види се. Него па какви има, ти добар си. Добар сум, него што? Ај ти бейсбол, што сакаш многу да играш, демек, рекет зимаш. Што треба да си прв рекет? Джоковиќ. Освен тоа. Што освен тоа, бе? Абе, дај ми ги тие 100 евра што ти ги даде овој, да не ти кажам ја што треба и што не треба. Само 50 ми даде. Бе, што само 50, бе? На што ви личи вас ова вдека, бе? Утре да донесеш уште 50, запиши се овдека ќе што шкрташ, да не дојдам со палицата, ќе биде ме гризна палицата, па после ќе објаснеш по тие кучи ја мачија там во групите. Пишувам пролазна оценка. Добро, положи. Ќе кажам положи овдека, ако дојдам еден сите ќе положи дека ве дигнам на клоци. Тешки ли беа прашањата? Прашање. Ај ти гледај убаво да искочам прилогов. Ето така помина тестирањето на луѓето. Ајде не објасни ти како помени таму некој може ќе да земе. Студио, слушај, ќе дојдам таму сите по 50 евра, да не биде гадно, дали ме разбираш? А ти Еленче малце ќе се стегнеш, цаа ќе те качам на мотора да видиш биг на едно, ќе видиш. И што ти со камерата? Скупа ли е камера, бе? Ајде ја. Абе не се влечи, ќе скршиш нешто, глава ќе ти скршам. Иновативни,
Композитни. Нова генерација бойлери. А-класа енергетска ефикасност. 60% заштеда на енергија. Хигеник топла вода. 30 години гаранција на композитниот резервоар. Соларико Unicube бойлери. Центар на вашиот систем. Сертифицирани од ТИФ Германија. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнес администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacs.edu.mk. Ова лето ќе се памти, со савана сите одмори се сладки. Море сино, песок, плажи златни. Кажи само каде сакаш ти. Со савана ова лето ќе се памти. VIP ви го представува Sting на Скопје Колинг со My Songs турнејата на 2 јуни. Специјални гости Владко Стефановски трио, генерален спонзор Алкалоид Скопје, ексклузивен спонзор Комерцијална банка, ексклузивни покровители Hyundai и Систина офталмологија. Sting на Градски, најголем музички настан досега во Македонија. Официјално пиво Скопско. Avalon Production. Убавината нема оцигледна примена, а сепак цивилизацијата не може без неа, рекол познатиот Зигмунд Фройд. Сто знаци дека и цивилизацијата не може ниту без путец, човекот кој во својот салон ја создава челата убавина на светот. Па добро Березија, до кога ќе се цаталите со ова букви? Па стварно е глупо, мислам. Престанете, виш. Стварно престанете, Па кај си Берчи, бе, ти отиде у Дубровник 2 недели и овие Game of Thrones престанава да снимаат. Како тоа? Убаво ще те гледам вака, со оној другиот повисок, така ми измести Оскара. Ке те среда, мисля не се кидеш. Шефе, кај е метлата, па нигде ја нема, цел ден ја барам. Кај де? Кај, тоа ви е заедничко со премиерот. И него метла ке правил, ова ке правил, ништо не направи. Божен пржински договор нов ке подпишуваат. И еве се овие гледаш. Дуи ке предлагале закон за ветинг. А што е тоа ветинг? Ветинг ти е исто како петинг. Тоа е више права реформа. До сега не надева на суо, сега со петинг тоа ветинг малце ќе те надлежнат, а убаво ќе му дојде на народот, тоа ќе му се свиѓа. А ова метла, па метла, ти кажам, мене тој зборот ми збоктица метла, ти кажам, и дома немам више метла. И шо сега, шефе, ќе остаеш така неизметено? Неизметено? Не бе, па ти кај бе. Си има професионални фирми, си викнеш. Мора ли сите све да работиме бе? Тој што знаат, нека си викнеш. Си има фирми професионални за таа работа, како што се вие УНЕСКО, ќе дојат, ќе ти зачистат ако не знаеш. Шефе, а кидаш ти на таа парадата? Ајде бе, па ти у моје време парада се знаеше, само голман Мути Барич парада што ќе направи и у војска, што сум бил у Београд, тамо Бербер, у Морнарица бе, Бербер. Дали шефе, Морнар си бил? Морнар бе, Морнар. Така се тоа да видиш. А ти кидеш ли на тоа парадата? Па сакам шефе, ама не знам што да облечам. Бе, ќе се снајдеш ти. Знаеш што ме нервира бе? И за таа парадата, и за тоа се споделива. Едни здрави, други против, само се делат. Знаеш што рекол Горан Стефановски? У еден град скарани 2 мала. У едно мало скарани 2 згради. У една зграда скарани 2 влеза. У еден влез скарани 2 стана, у еден стан скарани 2 брата. Леле, шефе, колку скарани кажа... Не, бива бе, само се делиме бе, путеа, тоа се нервирам бе. Само се делиме као митоза, ана фаза, тела фаза, дај пешкирче, не се разбираш ти у биологијата. Бе, види што сум ти направил. Уоп, гледај сега. Уопа, бе, гледај каква светска фризура сум ти направил. Путе, кажи стоп да видам кај кидеш на одмор. Оп, Тајланд. Леле, шефе, па сум бил ја у Тајланд или Тајван? Па сега си бил. Не можам па да го вртам, ќе му се сврти у глава на човекот. Дај друго дете, има ли? Нема деца више. Што прави вака бе? Бе, Македонија бе.
Тоа беа вчерашни новости. Сега сте Цекор за ците. Гледајте не на www.fn.mk или на YouTube каналот. И не заборавајте да не гледате следната недела во 19 часот и 30 минути на канал 5 телевизија. Сега сте Цекор за ците. Добро утро на сите, освен на тие што писуваат латиницни најави. Среќни Кирил и Методи. Среќни Кирил и Методи од мене. Не останувајте така. Дојде време сам призуди да правам јави. Чираков отиде овако. А Павле, оставка си дае сега. Метла сам се измете. Да го викнам него да ми мете у Дукенов тука друга, да гледаме решение. Ајде, добра ноќ.